Дејан Шкартов и познатиот Деко денеска пристигна за да говориме конкретно за темата дека македонскиот рубин го доби своето заслужено место официјално, стана национално минерално наследство. Деко, добро утро. Добро утро. Добро утро. Колку што помниме со Цеце, првпат си ни во тело, можеби си ни бил пред објективот, ама првпат си и на нашата фреквенција вака во студио. И вистина ми е драго што можеме да ја отвориме темата. Има доста аспекти кои што ќе опфатиме за македонскиот рубин, но ајде вака, направивме една куса анкета ние низ булеварите и улиците во Скопје, прашавме наши сограѓани апропо македонскиот рубин, кој што прилично добро и вешто го познаваш и како приказна, па така што предлагам пред да имаме и Сонја во студио да ја доведеме, бидејќи ќе бидете тандемот, да слушнеме што кажаа нашите сограѓани за македонскиот рубин. Добре, бе, колегите ни била додека да ја најдат анкетата, ние да си го стартуваме разговорот. Ајде вака, нека биде спонтано. Господјата Сонја... Сонја, слободно. Еве Марко ќе помогне околу местењето на микрофонот. Деко ни донесе уште еден соговорник. Еве може да ни кажеш додека ја мислиме Сонја, зошто Сонја исто така треба да биде дел од овој денешен разговор? Па Сонја има поврзаност со рубинот, така? Таа е како некој ангел кој бдее над целава оваа епопеја од 25-6 години колку што траеме тука во Македонија. Таа дојде уште на самиот почеток и цело време ќе се појави некои интересни моменти. Прво како клиент, како муштерија, а потоа има здраво сонче. И после има еден... Сонја, добро утро. Добро утро, како сте? Одлично. Има еден многу интересен момент кај нас у тоа дуќанче како феномен. Сите доаѓаат како клиенти и потоа најчесто се спријателуваме. И сега сите сме другари. Станува едно прибежиште и за заедница, да така социјална вистинска заедница. Да, затоа што тие првите години ние правевме тестирање дали може, дали таков дуќан за кристали ќе може во Македонија. Ја тоа го работев во Италија 9 години предходно. И вика, сите, нели, кога ќе прашаш некој за некоја нова идеја, најчесто тука те одвраќаат и ти викаат, не бе, кај тоа таму на запад, не знам, тука сакаат фармерки, не знам, како да го обструираат патот малку. Да, но имаше и тогаш 2001 година конечно дојдовме да направиме еден тест, на саем ги изложувавме и тогаш видовме овие што се занимаваат со духовност, овие јога центри, такви тие беа возат, да, имаше такви некои фракции каде што луѓето почнаа со себе да се занимаваат, тие беа првите, зачетоците. А вторите беа, ако ви текнува Зулјо, како се вика екипата на жонглерите, оној Фуки, таа екипа, бидејќи они работеа фестивали низ Европа и таму гледаа кристали и они, имаш топаз, имаш малахит, гледа, викам, некој имало што ги разбира. Така да тоа беше интересно, што не окуражи да отвориме баш дуќан и тогаш Сонја беше една од првите клиенти кои доаѓаа и има филинг за тоа. И тогаш најчесто, да кажем, скоро може 10 години, па и денес викат, аве тие забегани по камења. Знаеш нешто. Сега уште такви стереотипи, Деко? Па не толку, оти се создаде културата веќе. Оти тогаш вика, овој забеган, тој со камењата, ја така, уште кога треба да се со еден збор, јас сум тој со камењата, а во меѓувреме македонскиот рубин. И така, и тоа беа посебни луѓе кои имаа филинг и се нели ти, као ти си некоја алтернативна гранка на музиката, која ретко кој ја слуша, а у светот е тренд, тука не дошло и кога ќе најдеш некој somисленик, истомисленик, одма некако спојката е многу силна. Добро, ма мислам дека сега веќе и синонимот за тебе е многу променет отколку да речеме човекот со камењата. Можеби денеска го познаваме Деко кој што е можеби најдобар промотор на македонскиот рубин. Официјално го имаме сега анкетното прашање, неколку ако не грешам. И баш да видиме. Да, па да видиме колку го познаваат и што отприлика знаат за македонскиот рубин. Многу интересно ова, баш да видиме како што сме сработиле овие 20 години. Поред вас, културно наследство или природно богатство? Што повеќе ви го цените? Природното богатство. Да се сочува и да биде стално. Да го имам младите да живеат во него. Културно наследство. Природно богатство. Се знае што е. Двете. Двете.
Не може да се... Не можете едното без другото. Не може. Културното богатство. Дали сте запознаени дека Македонија е единственото природно наоѓалиште во Европа на рубин? Тој е одреден на природно наоѓалиште. Да. 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 И според вас колку се цени тоа? Дали доволно се ценат ваквите природни богатства? И дали се промовирани? У Македонија прво не е испитано и у Македонија рубинот нема цена. Рубинот е безценет камен. Да. Па затоа викам, Господи, ја сака Македонија. Има тука нешто. Не, Не искрено. знаеле тоа до сега? Не. И според вас колку ваквите природни богатства се доволно промовирани во нашата држава? Никакво промовирање, никакво. Зашо интерес некој има, што ги затајува тие рудни богатства или било што и тоа. Многу малку. Никој не го објавува нашето богатство на сајтови. Све други богатства гледаме, а нашите не ги гледаме, што ги имаме. И нешто за да се промени според вас, што би промениле во контекст на тоа? Епа, да не промовираат како Македонија дека постоиме и дека сме природно богата земја. Кај нас не, у Македонија не. Јас сум од Кавац и кај нас имаме богатство на кожув, полно, меѓутоа истражуваат си одат. Што треба да се направи за да се промени тоа? Државата треба да инвестира. Не, ние све би уништиле, само за пари. И како може тоа да го промениме? Треба културно издигање, треба да се менува психата и многу работи. Па има доста емисии што сум пратил на телевизија, искрено кажано случајно што вртам програми, така да нормално богатство е тоа за нашата држава. Прекрасно. Добро, дел од прашањата ги слушнавме и одговорите. Ке потсетам дека Македонија вистина поседува едно такво природно богатство, тоа е македонскиот рубин, минерал стар милиони години, создаден длабоко во земјата кора, единствен по своите геолошки карактеристики и нераскиниво поврзан со пределите на Прилепи и Мариово. Може да погледнеме неколку инсерти, колеги, додека даваме најава со Цеце. Денес и официјално говориме за тоа дека го доби и своето заслужено признание како национално минерално наследство. Признание не само за неговата научна и природна вредност, туку и за вековната традиција на македонските кујунџи и филигранџи кои знаеле дека или како од природниот дар да создадат вистинско уметничко дело. И вистина, она што исто така ќе ве прашаме, дека низ годините македонскиот рубин стана дел од дипломатската културна приказна на нашата земја, бил подаруван на папата Бенедикт Францис, на британската кралица, на јапонскиот император, на Емиратот на Катар, како и на бројни светски јавни личности, тука ќе бидат Стинг, Дирил Хана, Изабел Ипер, Жилиет Бинош, ако не грешам, таа беше и тука на Франција, да. Филмскиот така е, на Манаки. На Манаки, Здравко Чолич и така натаму. Претпоставам дека секој сака да го има веќе во својот подарок природниот потпис на Македонија. Сега да ти кажам, по прашање на вредноста ти рече милиони години, стотици милиони години. Толку ли е? Не милион години. Тоа е првата работа што е шокантна во светот на кристалите. Значи ти викаш, оној дедото стар 90 години, види уште само оди на пазар и така. И сега гледаш камче, старо 55 милиони години, 200 милиони години. А за рубините е многу важно тоа да знаеме дека се минимум 800-900 милиони години стари. Минимум, најмалку. Затоа што, како што ни кажа професорот Думурџанов Никола и неговиот колега Никола Бундевски, тие се стари геолози кои не менторираат од самиот почеток, да им се заблагодариме. Марковите кули се вулкански карпи, базалти, мислам, или гнајсови. Нивната возраст, старост е 800 милиони години. А тие се формирани после мермерите. Значи, мермерите се постари, овие се формирале кога мермерите со рубините внатре веќе биле готови. Значи, најмалку 100 милиони години од тој лаке ситница. Така да се смета дека мермерните доломити, кај што е рудникот Сивец, се едни од најстарите карпи на светот и може комотно да датираат над милиарда години.
Да, Деко спомена во мермерот или во да, плочата. Да, ова е формата во која што најчесто... Ајде сега да им подобјаснеме или да им доловиме баш на гледачите такви некои фасцинантни моменти кои што можеби за тебе, за Сонја се секојдневие, ама еве вака кога зборуваме за историја, за податоци, е многу интересно да се слушнат. Па да, еве го рудникот за мермер во Македонија, северно од Прилеп. Тој е мермерниот доломит, тој светски познат бренд Сивец. Сивец заради селцето Сивец, а не затоа што е сив. Значи, зошто е тој толку познат во светот, вграден во Белата куќа, во Америка, во Јапонија, во, не знам, Англија, во Абу Даби, сега туристичките водичи им кажуваат на групите дека целиот комплекс на џамијата во Абу Даби е преслечен со, и тоа мислам дека бил главниот дилер на концесионерот кој го купил нашиот рудник. Значи, ситно зрнеста структура, многу висока резолуција на частичките, што му дава перформанси да биде многу добар за скулптурирање. И издржлив сам по себе? Мермерот е скулптури, тој е орнаментален камен, мислам, камен за скулптурирање, но најчесто мермерите имаат покрупни честички зрна, тие агрегати мермени. Ово има многу ситни, значи као да имаш повеќе пиксели на екранот, поостра е ивицата и сликата. Втора работа дека е снежно бел и многу често без вени. Микеланджело која барал парчиња мермер за неговите ремек дела во Карара, барал помеѓу пукнатени и помеѓу вени да најде некој волумен на парче кој нема никакви дамки или вени, кои нема да интерферираат на скулптурата во сенките. Така, тоа е као да правите акварел на хартија која веќе има некоја дамка, па ќе ви ја наруши. И големи парчиња, големи блокови со такви перформанси. Значи, тоа е многу ретко, затоа Сивец, мермерен комбинат, бил една од најјаките фирми во Југославија на времето, знам, ни велеа дека имаат простори на Empire State Building, дека на Југославија им давале канцеларии за конзулат, така. Многу биле важни, после, не знам, 2001-2002 со приватизацијата, так, пуф, мав, како го стечај, каков бе стечај, не бил рентабилен рудникот, така да сега се странски инвеститори, значи изгазди, и тие прават едно огромно депо во Грција, за да го... Они гледат што порано да ископаат целата планина од тој квалитетен материјал. Сега, тоа што нас ова не интересира, тоа е многу крупен бизнис од светски калибар, а тоа што внатре практично сега е приказката од кај па македонскиот рубин. Значи, македонскиот рубин го нема историски во средниот век, во старо време и така, немаме такви податоци, иако сега нешто слушам као имало, ама не знаеме кои се изворите. Рудникот мермерен комбинат е отворен крај на 50-ти години, мислам, кога се инвестирало во рударството, бидејќи Геоинститут, или Геозавод, како се вика денес, е една од првите 5 институции државни формирани од АСНОМ, која е формирана македонската држава 45-та. Сега, заради геолошкото наследство, нели сме имале злато, сребро, сите тие минерали, сега, кога тој е отворен во тој период, нова технологија предвидувала челични сајли, кои практично сечат многу поголеми димензии на мермерни зидови. Ти спомена блокови, да речеме. За да бидат големи блокови, од и претходната технологија со оние циркуларни пили, колку да е голем дискот, да е метар и пол, 2, тој ќе пресече помалку од метар. Овие сајли се како со конец кога сечеме торта, и сега тоа била нова технологија тогаш, и тоа биле најскапи машини. И малце ќе им пукне сајлата. Ке ја сменат, резерва, малце, пак им пукне. И прво мислам дека сметале дека не знаат тензијата да ја контролира, да дозира, и кога се пожалиле, дошле од Геозавод и рекле, па унатре века има нешто друго што не е мермерот. Тоа е рубинот, односно тоа е минералот корундум, кориндоне, италијански, кој е
чиви два вариетети се оние кои сите ги знаеме. Ако е син, тогаш е плави мој сафиру од бајега сафир, ако е црвен или накај нијанси на црвено, тогаш се вика рубин. А камчето е исто. Исто како... По структура е исто? По хемиски состав, односно емпиријата, кои хемиски елементи ги содржи. Al2O3 е хемиска формула на корундот. Ако тој, значи корундот, ако кажеме дека е јаболка, тогаш златен делише се жолтиот вариетет, а црвените јаболки се, да кажеме, Јонатан или црвен делишес. Е така, ако корундите се сини, се сафири, или леукосафир жот, ако се накај црвено, се рубини. Рубеус, латински, црвена боја. Сега тој, бидејќи црвената и сината боја се најретки во природата, ги имаме во цвекињата, ама тие траат кусо. Во минералниот свет, обично камењата се сиви, каливи, кафеникави, и тоа е она аспект на земја, на кој имаме сцени од сиромаштија, тогаш тоа се е она јута, каливо и така. Сега, кралско сино, сафирот, кралско црвено, рубинот. И таа крваво црвена гулабова крв, како стандардна боја, и тогаш ти кога ќе најдеш такво нешто, и воопшто целиот свет на скапоцените камења, уште домородците, ќе го види и гледа тиркиз, а небото е тиркизно, и резонот бил, тоа ја предпоставав, Господ, ма ниту ни дал парченца небо да може да се ги чуваме, да ги имаме, делчиња од нешто што е недофатливо. И сега од тука е тој култ, да кажеме, овие стотици милиони години. Значи, камчето еве Сонја носи прстен со македонски рубин, неговата структурна конфигурација и покрај тоа што ние сме го брусиле, за да добие стај да. Како кажете дека е вториот поред најтврд камен по дијамантот, така? Дијамантот е најтврдиот, според Мосовата скала е тврдина 10 и е најтврдото нешто природно на планетата. По него е корундот со вариететот рубин и затоа тој многу тешко се обработува, има повисока цена заради отпорот што го дава. Значи тежок карактер, док го средиш некој што е тежок карактер, али кој ќе го средиш, тогаш е милина. Ни спомена зад камери дека Сонја, еве да те представиме и тебе, реики мајстор ни спомена дека си, дека и баш ќе можеш да ни посведочиш за некои фини моменти енергетски кои што камењата или минералите ги имаат, но една од првите клиенти на Деко и првата дама која што му носи рубини, така ни спомена Деко, за да може... И дека си била најголемиот чувар на истото. Каква е твојата приказна со камењата, со рубинот генерално? Датира многу давна. Јас потекнувам од едно место од Егејскиот дел на Македонија, местно Старанци. Мојот дедо Аспарух Караташев бил љубител, исто и за наечија, и многу помагал на партизаните, и кога се случува тоа што се случува со Македонија и со македонците во Егејскиот дел, они пребегуваат во Прилеп, кај што се раѓа татко ми, и после тоа одат во Скопје, и дедо ми додека се враќале, додека пребегувале, ги загубува единствената ќерка и помалиот син, и имал ковчеже кај што си ги чувал драгоценните работи, меѓу кои биле и рубините, и го изгубил клучот додека пребегувале од голема тага по децата. И јас како внука, баба ми често пати раскажуваше за неговиот живот, зашто јас не го памтам, починал многу рано. За македонскиот клуч, исто така, јас го дизајнирав по зборувањето и раскажувањето на мојата баба. И едноставно размислував долго време на кој начин тие камења ќе ги покажам на светот. Нели, ние македонците имаме така малце чудна духовна емоција. Слушнав за Деко, отидов во дуќанот, ја усетив таа негова енергија и реков тоа е тоа.
верувам дека ќе излезе нешто добро, да, дека како едно суштество кое што е многу духовно, емоцијата му е, викам дека ти си најдоброто дете што сум го запознала. Му ги дадов камењата и се случи тоа што се случи. Дали може би еден од камењата е овој тука прстен или не? Мислам дека прстенот, да, ова е мојот прстен, да. Еден од тие камења, да, дека го направи. Да ни го доловат колегите да го видат. Значи многу богата, пред се незаменлива емотивна вредност, да, а и богата традиција, многу години се во прашање. Така е, дека е едноставно небрусен диамант. Баш како тој во како ми свети главата, како не. Тоа е супер укус за Деко, да. Претпоставам дека и тоа и во анкетото прашање го постави Софија, дека геолозите велат дека македонскиот рубин исклучиво се среќава нели во околината на Прилеп и Марио, што се случило пред милиони години токму на оваа тло природата да донесе еден ваков уникат. Како се создава? Тоа е непознаница. И со тоа се занимава геологијата, значи тоа е врзано со настанокот на земјината кора, односно со кога ние сме биле топка едно парченце од сонцето одвоено, нели сме вртеле, се ладело на површината и лавата што е во внатрешноста на земјата, што повремено излегува од вулканите, тоа се всушност растопени минерали, растопени камења на таа температура. Кога таа излегува се на различни начини може да се солидифицира, да се стврдне. И сега тоа се, нели, земјата има 4,6 милиарди години старост према официјалната наука и тоа за тоа време што се не се случувало, да кажеме некој парче ќе се олади, па потоа катаклизма, па тие карпи веќе создадени повторно ќе се најдат во лава, ќе капна, пак полу ќе се распаднат, ќе се трансформираат и тоа се тие има како се вика тие вулкански карпи кои се лава директно стврдната. Потоа има седименти. Седиментни карпи се кај што има најчесто фосилни материјали. Значи тоа се со ерозија, карпите се распаѓаат планините, со ерозија одат надолу кон пониските краишта, стануваат поситни и потоа како мил, како песок се таложат на дното на морињата и езерата. Потоа ако тоа водата се повлече, се исуши, тоа може да се претвори во карпа со текот на милиони години и како нашите мермери, тие се метаморфни карпи кои веќе биле карпи, па потоа со метаморфоза се рекристализирали, се рекомбинирале. Дико, се цени ли доволно според тебе веќе вистинската вредност на рубинот во денешно време? Затоа што велиш твоите почетоци се во Италија, тогаш во Македонија не многу се зборувало и знаело нели за рубинот и за минералите генерално и за она што ти го работиш од твоите сами почетоци. Меѓутоа веќе, како што и ти си напомена сам, синонимот за тебе, човекот со камењата, веќе луѓето до некаде имаат некакво познавање, но дали е тоа доволно за вистинската и големата вредност која што рубинот ја носи, затоа што спомена бројни објекти ширум светот, бројни личности кои што го имаат крај себе и значењето е навистина огромно. Па да, тоа е процес. Значи, колку вреди, дали вреди, нешто вреди. Најважната наша улога во Македонија, да кажеме, ова веќе станува културолошки феномен и некако, не знам, се зезаме дека ќе не учат во учебници по историја наредните генерации. И би требало. Знаете, апсолутно да, мислам, треба да му се признае на оној човек што нешто сработил за другите луѓе. И оставил, за генерациите. Нели, тоа се тие, да кажеме, првиот алпиниста кој се качува по карпи, ги става клинците, а потоа овие по клинците другите алпинисти. Мислам, тоа е генерално и добар примерок за промоција на геотероризмот, мислам, генерално и за тоа вие сте прилично, јас би рекол, или па да, тоа е во сам зачекот, ние за тоа размислуваме и сме имале прилики кога, да кажеме, мислам, и доаѓаат тие некои што знаат, да кажеме, со децении доаѓале некои од надвор, ги собирале, првиот геотуризам бил, ќе дојде некој од ваму таму лево десно,
Значи, ја имам најдено во Германија еден газда на една фирма за јувелирски камења. Викам, имам дома еден... Колку сакаш. Една канта, вика, 2-30 кила, уште од времето, не знам, дали 90-ти, дали 80-ти, така. Што е? Значи, ние, ова е пред се процес на дидактика, едукација, значи да се осознаеме, да ја осознаеме природата и научно и потоа културолошки. Така, да кажеме, јувелирски камен кај Пуебло и кај Навахо племињата, индијанците во Аризона, се тиркизи. И оние Indian Native Jewelry со многу тиркишчиња. Да. Истите ги имаме гледано и во оној 7 години на прилеп, 7 години на Тибет, Бред Пит. Нели домородците имаат фантастични, да кажеме во Кина жад. И таа, да кажеме, лајт промоција што ја даваме на секој клиент, што напиша Васко Марковски, кинески жад, тиркиз од Аризона, чешки гранат, не знам, австралијски опал, македонски рубин. Тој след и таа ритмика дури рима го издигна убаво да звучи Macedonian Ruby, Rubinoди Македонија, македонски рубин. Да, мислиш дека можеме да замислиме на патека на македонскиот рубин, како е дел од геотуризмот сега, ако те прашам, која би ги поврзувала самата природа, геологијата, можеби мајсторството и така натаму. Баш да биде како една... Да кажеме да, со тоа што тие што ќе шетаат, што ќе соберат и што ќе однесат. Значи, најважниот момент сега е што конечно државата последно 10-15 години наше инсистирање става ред, го поставува како што треба, за да знае кој собрал, колку собрал, каде собрал. Значи, ако знаеш да ги ископаш, тие се твои, но мораш да ги пријавиш за да знаеме ние колку имаме годишно. Второ, а тоа е затоа што од Македонија се изнесени тони. Како? Да кажеме, ја живее во Трст од 1991 до 2001, не знаев, а Љубљана ми беше на 100 километра. Некојаш идевме на Бурек, онака на некој концерт, така. Не знаев дека 99-та година, мислам, Природно-научниот музеј на Тиволи на Љубљана направил изложба на македонските минерали, меѓу кои имало и рубин вграден и во злато. Ги избрусиле таму. Не знаевме тоа. Со еден фантастичен каталог. После, еден геолог од Америка, од Канада, мислам, која не виде на еден конгрес кај што ги презентиравме, каже, вау, каже, со овим ги виде, имавме грудчиња некои необработени и пред се обработените, каже, со овим сам ја почео бизнис у Њујорку 96 година. Значи, ние тука гостопримливите македонци, а гостинот, и сега, заради непознавањето, мислам дека во Прилеп, луѓето знаеле, нели, тој е град на тутунот. И се тутунот има голема вредност и биле монополски третман имале. Не можело кој како знае да си продава под рака. Значи, тоа било државен капитал со огромна додадена вредност. Таков е и рубинот. И сега они знаеле, доаѓале некои странци и тука и камења, и ке собере некој кофиче, кантиче, ке се 50 марки ми даде за камења. Не за тутун, не за пиперки, да, тоа зборувало за неинформирано. И сега, тоа се... ја го видов тоа во светот, значи тој амбиент и мене ми беше непознаница. Као камења, ке работам, требаше да растоварам буриња и да ги чистам со наков шмрк, да ги мерам. Тоа ми беше првата функција во таа фирма. На таа изложба, бидејќи месец дена предход као граде обичен работник работев кај нив, за дневница, и они ќе те видат културен, воспитан, работлив, интересен, окей човекот, и се сака да те задржат и после гледат нешто да ти даде нова работа. И така, и сега вика сопругата на господинот Ровис, он беше еден голем тајкун од кафе бизнисот, вика, Дејан, пошто сите работници си отидоа, мене уште ме чуваа. Она, што да работам од понеделник?
ај она дзидчето префарбај го бело уште еднаш демек по и така и се гледа тука некои симпатии се родија. Ја у белиот свет изгубен у свемир. Сум бил на одмора, и они тогаш ми рекоа, мислам дека сопругот мој ќе ти даде работа на една изложба, ќе правиме за камења, какви камења. За мене камења тогаш беа оние под кола, ако не ти работи ручна, то ние што ги шутираме. Тоа е за обичниот човек камен на сопнување. И во тие дедики што ги имавме во книгата на впечатоци, они, не знам кој ја напиша, таа некоја голема фаца беше од Италија, вика, до сега, за нас каменот беше синоним на она на што можеш да се сопнеш. А сега видовме, тоа пренесено на македонскиот рубин, е нешто што не издигнува како култура, како нација, како народ. Не може само повеќе да си го цениме и да го... Добро се чекаше толку многу за официјално да биде. Затоа што не е кафич, затоа што не е кафана, затоа што не се плескавици, разбираш? Да ја отвориш кафич или ресторан, ако си добар, секој ден истите луѓе ќе ти доаѓаат. Така денес си се напил кафе, утре пак ти се пие. Дури поручек ти се пие. А ова е многу споро, значи ова се милиони години. Ова не е толку профитабилно. Самиот, да кажеме, овој амбиент, темата со која се занимаваме, природните минерали и кристали, како природњачка култура, како геокултура. Сега има термин, значи тоа ни е основна тема на Сдруженијето Откритие. Геокултура што се култивира во, да кажеме, европскиве земји или во Америка, кај овие што се поврзани, таму, не знам, некој брдо, у некоја равница, тоа, еве, како Фрушка гора, например. Толку има пиар таа Фрушка гора, таа е 300 и нешто метри височинка усред Панонска низина. Тоа сакаме малку да го обебледе, а од друга страна, секогаш гледате, кристалите се скапоцените камења, кристалите се диамантот, кристалите се кај децава на овие компјутерски игри, во цртани филмови. Да, меѓутоа мислам дека Сонја можеби Хари Потер, цел филм трча да го најдат кристалот што ќе ги спаси против лошите сили. Тоа ќе го каже Сонја, малце го владее тоа подобро. Имено сакам да кажам, претпоставам дека Сонја со ова ваше пријателство и она што ти е лична сатисфакција, односно духовноста, со реики и така натаму, тие можеби причина плюс да направиш една дисеминација можеби и кон помладата популација и кон клиентите, конкретно за приказната за македонскиот рубин и воопшто за минералите. Македонскиот рубин има посебна духовна енергија. Тоа јас го чувствував во детството. Често пати си играв со камењата, не знаејќи што се. Дури покасно дознав за што станува збор, но како енергија луѓето најчесто го доживуваат или не го доживуваат. Со Деко стално правиме муабет дека треба да каменот да те привлече и да ти даде одговор на тоа што го бараш. Најчесто еднашка правев дома забава и реков Деко, ќе ми дадеш од сите кристали што ги имаш и вечерта, како ќе доаѓаат луѓето, така ќе им давам од кристалите, да видиме како тест, да видиме што ќе се случи. Кој со кој камен, со кој човек ќе се спои. Да, и сите зема од камењата и цело време леле, ова ми требаше. Значи, сакам да кажам, таа поврзаност помеѓу човекот со кристалот има убава енергија. Јас работам со енергија долги години и чувствувам дека со помош на кристалите може да се допре длабоко до чакрите, до енергетските канали, да се прочистат некои работи, но и секако човекот тоа треба да го сака. Ние со Деко имаме планови, имаме проекти, благодарност до Министерството за енергетика и рударство, до министерката Сања Божиновска, која што беше привлечена од мојот дизајн на македонскиот клjuč. Да, и се допаднал, така да после го подаривме, бевме кај незе во кабинетот. И така почнаа некои работи да се движат. Тој македонски клjuč почнува да отвара многу врати. Не прифатија во Министерството, ни дадоа посебен легитимитет, благодарност, Деко е многу среќен. Очекуваме сега и новитети кои што работиме на тоа.
имаме нови проекти, ќе видите запознаени со тоа. Тоа е ново откритие што видите? Да, работиме ние со откритие, но и сакаме и нешто на повисоко ниво. Сега спремаме една колекција која што ја посветуваме на една држава. Ќе ви кажеме, тоа ќе биде ексклузивитет и ќе бидете поканети. Откритие сајтот е веќе достапен? Откритие.мк. Да. А за кристалите како енергија секогаш треба да го почувствуваш моментот што ти е потребно во тој момент. Кристалот лекува. Јас работам, имам студио и работам со кристалот. Еден од првите кристали кои што ги изработи Деко за мене беше едно, ти текна Деко тоа стапчето што ми го направи од горскиот кристал. Да. И со тоа работам. Обично денес имаме голем проблем со неплодност. Жените се сретнуваат, а и мажите за жал, со неплодност и во некои сегменти од работата со кристали го употребувам тој кристал и имаме доста добар поврат на енергија. Луѓето како да се ресетираат, како да чувствуваат нова енергија. Всушност, многу е битен пристапот кон луѓето, како се однесуваме кон нив, затоа што секој денес чезне за љубов, животот е љубов, така и ние македонскиот кристал го сметаме кристал на љубовта. Веруваме во тоа, со Деко се вложуваме цело време. Деко е многу упорен и му благодарам на тоа, на вистина. Таа една моја визија како дете се претвори во вистина и среќна сум што го запазна. На вистина, замислите, што е реализиран човек. Некој свој сон, нешто што ти текнало некојаш у глава или што ти дошло, ако можеш тоа да го претвориш во, не знам, начин на екзистенција. Нели, ние сме уметници, мојата историја е во музиката, додека учевме и студиравме. Или позната терминологија на законна манифестација на нешто, ајде. Ама дали ќе се манифестира како? Сега, секојаш у животот ќе ти дојде некој човек од Господ пратен, да кажеме на почетокот се родителите, потоа мора некој од страна да ти даде додатен импулс за да те чушне и тоа добро е да се научиме да го припознаваме. И тоа после, нели, и на своите аспирации, да кажеме, еве види во музиката, ти, не знам, и се враќаш одводно и нешто си свиркаш, порано кога немаше телефончиња, и у тоа чекорење ќе ти се роди некоја мелодиска фраза и сега доаѓаш дома, гледаш да не се сретнеш со никој по пат здраво, да не ти лепне, ќе ја пробаш, ќе ја снимиш, и тоа, да кажеме, утре Картер ќе напише текст, не знам ово, она, ќе направиш и тоа ќе стане хит. Знаеш, тоа е, секогаш, да кажеме, секој од нас комуницира со изворот на универзумот, каде што е целото знаење и целата вистина, тоа ние како тие чакри антени поврзани сме. Еве Стинг вика, не знам од кај ми дојде таа песна. Да, те знаем. Така, не од негде дојде, тогаш пробував претходно, не идеше тогаш. Сега, што со те, тоа да се инкарнира во нашиот секојдневен живот. Топлинат. И тоа е уствари и тоа е еволуцијата, нели, да ја имаме оваа технологија денес, да си праќаме филмчиња, разгледници, картички, одма, ало, дадо у Америка како си добро ли си, као да е тука у Скопје. Значи, тие придобивки мора да се реализираат, а општеството како организирана заедница и систем мора да има комуникација едни со други. Затоа ние сега велиме ова што е едно мало дуќанче. Ние сме она базата на општеството, еснафот, така? Занетчиски дуќан, кој бива услишен од највисоките инстанци на државата, владата, председателот, министерството. Сега требало 10-15 години. Што се 10-15 години у една цела историја? Битно е секој нареден чекор да е цврст, да е на цврст камен, а каменот е темел на секоја надоградба. Сега ние го имаме како
меѓународен имидж на Македонија. И сега треба да се го цениме и зачувуваме, да. Апсолутно. И сега освен она, нели бевме перципирани, Македонија, пиперче, патлиџанче, ајвар, бурек, добро свира, добра музика. Сега плюс, овие не се само ајвар, овие брусат, скапоцени камења и тоа свој. За брусење деко, како еве вака изгледа рубинот, така? Да. Во мермерот. Ете го, да. И сега како да се извади најдоброто, нели, а да не се оштети, например, или да се... Брусањето е клучен за зачувување на самата вредност. Може ли колеги ова да ни го снимите? Ако може да го фати камерата, значи овде, еве го гледам, ова парче ни е инако од Дуќан, ова не го продаваме и ова не го сечеме. Зошто? Ако може у гро план да го фати камерата, тука веќе се препознава лицето на рубинот, значи шестоаголна кристална структура. Значи хексагон. Добре. Еве го. Сега, ова за жива глава не го растураме, не го сечеме. Гледаме да го сочуваме, оти многу пати овие хексагончиња не се цели сочувани, со тек на време се распаѓаат. Сега да кажеме, ако не е таква, ако е само скршотина, тогаш негде овде ќе го пресечеме, ќе го извадиме. Прва фракција е сечењето. Имаме пила која може да го пресече и потоа му ги сецкаш страните или ќе го пресечеш една мала кришка као крајчето од лебот, за да видиш каква е внатрешноста и бараме што поголемо парче, што рационално да се искористи, за да биде што поголем памет. Затоа велиш дека брусањето е клучно за изразување на вредноста на рубинот, така? Апсолутно. Значи, вие имате суровината која сме ја газели или шутирале, на која не сме обраќале внимание. Значи, ако знаеш дека тоа е скапоцен камен и ние дознавме, оти сега ова е интересно, само една мала дигресија. Кога го отворивме Дуќанот, онака тотал свемир непознат, со некаква надеж дека би требало да профункционира, тогаш беше во тек кампањата купувајте македонски локални производи. Да. И сега луѓето доаѓаа и кај нас и викаат, добро, има ли нешто од Македонија? А ние увезуваме од Бразил. Аметисти, геоди, кварцови, розеви. Бразил, само државата е поголем од цела Европа. Од Индија, од Мадагаскар, од секаде, од Русија, од Америка. И сега Македонија е не лупа, микроскоп ти треба да најдеш на светската карта и ја као ха-ха-ха, ху-ху-ху, не бе, викам, ние од цел свет увезуваме. И после некои од овие што има или геолози, или некои што беа меракли, имаше меракли, овие што си колекционери на камења, па читаат, па некојаш се подобри во знаењето и од стручните лица. Бидејќи пракса имат и они викаат, дека бе, вика, Македонија има рубин. Не бе, не зезај каков рубин. А рубинот е најважен. Рубин, сафир, смарагд се трите најпознати камења по фама после дијамантот. После се аквамарин, топаз, опал, тие се подолу. И сега невозможно, логично, како може, не, грешка некој, лапсус, невозможно е да не сме го знаеле. Не, вика, прашај убаво. И ја еден, двајца, од 2-3 места, и сега кај да ги најдеш? И тогаш дојде Сонја. Сега кога ги видовме, си посакал, значи... Вака личат, значи тешки се некако имат поголема специфична тежина. Внимавај што ќе посакаш. Да. Тогаш упадна Сонја. А извини, Сонја, ти тогаш ја знаеше нивната вредност какви камења имаш? Да. Тоа што ви зборувале... Да. Вашите баба. И чекав момент, затоа што ја не се чувствував како човек кој што би го презентирал тоа. Јас имав друг бизнис во градежништвото и очекував дека ќе сретнам некој што навистина ќе го доживее тоа како чистина, како духовна енергија. Знаете, Деко сето тоа го работи од љубов. Значи го работи од љубов, посветен е на тоа. Ја видов неговата добрина, што е многу битно кај човекот. И раритет денеска, за жал. Да, за жал, ама не има повеќе добри луѓе сега, веќе се препознаваат луѓето, веќе нема тоа што било порано, кој си, што си, материјализмот, кај нас тоа нема никаква вредност. Едноставно, Деко го спозна вредноста во самото битие на кристалот.
Значи, деко му даде уште поголема вредност со тоа што он се посвети И целосно. тежина на приказната, Да. И јас цело време сум покрај него. Како што вика Деко, ветер во грбот. Сега ме Тука вика сум- Душица. Душица Најново мален. сум Душица. И вика, вместо немаш 3 ќерки, 3 деца, 4. Радица, Кате, Маја и Душица. Добро, Сонја. Инаку, само да ја дополнам, Сонја, најважното беше тоа што со искуството што го имавме во Италија, дојдовме до мајстори што се не научија како се бруси скапоцен камен, како една суровина ја претвараш во финален производ. Нели, ние извезувавме наливно вино у цистерни, а го флашира негде надвор и после ни го враќа или го предава. Значи, што со те, и сега се зезаме, да кажеме, еден холандјанец дојде во дуќан и наде колешката, му раскажува и му го кажува меѓу другото нашата инспирација. Сега ја во Холандија не сум ги видел, ама во Белгија, во Антерпен, таму е центар берзата на диамантите и сега имате музеј на диаманти кај што гледате и како ги брусат. И сега ја викам, тоа не инспирираше како ги брусите, и он да, ние ово. И сега Наде му вика, добро, а знаеш што е разликата меѓу вас и нас? Кој е помангуп? Па, демек, ние диаманти, ама од кај ви се диамантите? Ние знаеме дека кај вас лалиња растат, а не? Од Африка, па ваши се или не се ваши? Шо ви ги дале црнците, африканците? Јасно. Барем кај нас приказната е вистинска, автентична, автохтона. А ова е раритет, викаат, многу ретко се случува, го има, ама многу ретко во историјата еден скапоцен камен да се претвара во финален производ на лице место кај што се нашол. Како не. Малку е приказава, мој веќе си дадеме простор и време во некоја следна прилика многу скоро повторно, затоа што и откритие.мк веројатно ќе добие и поголема можеби, нели, поголем раскош и јас се надевам дека и подобра промоција генерално, така што и да во моментот се крчка во моментот помеѓу вашето пријателство, ќе да знаеме за скоро повторно. И да ви кажеме, еден мораме да го спомнеме, нашиот колега Илија Петковски. Значи, тој упадно еден многу интересен момент ова. Он, уствари, еве Сонја, еве мене, Илија и сите други, не треба цела енциклопедија да ги спомнеме. Значи, он чушна, тој е геолог од Сорбона, кој после работел и у Африка и у геотехника магистрирал. Тој се враќа после 20 години во Македонија, пробува нешто, отвара друг бизнис исто во занечиството. И после он вика, па ова вика ја го работев, па како. И сега негов колега од постдипломски е геолог во Природно-научниот музеј во Париз, Грегоар Егоров. И он кога дојде тука ланската година представивме 3 нивни заштитени камења, тогаш дојде францускиот амбасадор Лери Голер, министерката и тогаш се препозна. И тогаш геологот викаше, вие рубинот можеше и сега интересно е кога се инкубира све, кога се достигна тој степен на доволна инкубација, Министерството за рударство и министерката и тимот неизин, пошто тие се многу интересни луѓе и жени се. Важните, естетиката, жените подобро ја перцепираат, за неполна година го средија ова. Комплименти, браво. Секоја чест, комплименти до вас. Мислам, благодарно, мислам дека секој пат ви упатуваат и оние кои што ќе ве сретна случајно и ќе едноставно се во директна комуникација. Ви благодарам што му дадовте простор, време денеска македонскиот рубин баш вака да зрее како содржина и се гледаме за скоро, деко се. Ви благодариме.